председател на регулаторната комисија за не само за енергетика, И водни услуги. И водни услуги. И комунален отпад. И собирање ѓубре, добро. Марко, да се вратиме таму од кај што ни почна некако денов, еве и директорот на Паркинзи, јавното предпријатие, тоа го прашуваме. Постојат информации дека зголемената потрошувачка на енергија е резултати на копање биткоини во Македонија. Имате таков некаков увид, предпоставки, некакви проценки? Да, точно е тоа. Имаме зголемена потрошувачка на електрична енергија, особено во одредени делови на градот Скопје. И тамо веќе, покрај тоа што е зголемена потрошувачката, имаме и нелегално превземање на електрична енергија. Од тие податоци со кои што располагаме ние, електродистрибуција, односно компанијата која што врши дистрибуција на електрична енергија, веќе има фатено поголем број на потрошувачи, домаќинства, кои што копаат биткоини и вообичаено нелегално се приклучуваат на јавното осветлување. Можете ли да ми помогнете, бидејќи јас навистина не сум експерт во тоа, само сум малку можеби подобро информиран од просекот на јавноста во Македонија за овие теми. Што значи тоа да се копа биткоини? Каков енергетски зафет е тоа? Каков капацитет компјутерски треба да се има? И зошто мора да се краде струја? Толку е тоа, тоа очигледно станува и скап процес самиот биткоин да го ископаш. Апсолутно, значи секое домаќинство е лимитирано да повлече електрична енергија до одредена количина, со одредена снага. Осигурачите секој што го има во својот дом, дозволува одредена снага на електрична енергија, одредена моќност да се повлече од системот. И сега од тој аспект се ограничени. Прво што прават, значи ги променуваат осигурачите. Ставаат посилни со поголема ампеража. Со поголема и се тоа не разбираат дека тоа е проблем, дека ако нашата инсталација е подготвена за една потрошувачка, за една инсталирана моќност, со осигурачите тие прават проблем, може да прегори инсталацијата и да се случат несакани последици од аспект на пожар. Момент, само да прашам. Тоа мора да се прави веројатно на диво, бидејќи тоа за тоа ЕВН веројатно е легален процес, би се согласила ЕВН на тоа. ЕВН мора да како дистрибутер може да се промени моќноста, но треба да се доплати за зголемена моќност. Тоа речи си да влезеш во индустријска цена по тоа. Не, ќе си останеш во домаќинство, ама треба да се доплатиш заради промена на енергетската согласност, но она што е лошо и што го забораваат граѓаните, дека кога ќе ги фатат дека е кражба на електрична енергија, тоа веќе е кривично дело согласно кривичниот законник и пред неколку дена, не знам дали следевте, во општина Шуто Ризари, неколку граѓани се фатени за кражба на електрична енергија и ќе си одговараат согласно кривичниот закон. Добро, тоа знам дека се качуваат луѓе по бандери, ризикуваат разноразни работи, диво се вклучуваат и така натаму, и јас знам дека ЕВН обично пред да дојде оваа зимска сезона права таква една кампања, на нив таа инаку состојба тој феномен има низ целата година, ама сега бидејќи доаѓа грејна сезона, сега и знам дека намерно прават кампања сега да кажат гајте ние ќе бркаме, ќе казнуваме, ќе се качуваме по бандери и така натаму. Но тоа е друга категорија на луѓе кои што крадат електрична енергија. Мислам дека има луѓе кои што се очајни заради целата ситуација и дека тоа го прават од оваа категорија на луѓе кои што копа биткоини. Таа не би требало да е толку очајна. Не би требало. Што значи тоа? Добро, ако ова сега вака се засили, просто прашувам, тоа влие ли врз целокупната потрошувачка? Што значи тоа дека ако се појават 1000 луѓе плюс кои што денеска ќе почнат да копаат биткоини, што и да значи тоа, што и да стои за тоа? Тоа навистина ќе се одрази врз потрошувачката? Да, тоа веќе се одразува на зголемена потрошувачка, но сето тоа да се прави по легален пат, да се каже дека да, ќе зголемам ја мојата моќност дома, да се пријави во електродистрибуција, тоа ќе се променат осигурачи, кабел доколку има потреба ќе се промени и нема никаков проблем. Потрошувачката ќе се испорача таа како што треба. Проблемот е што не се пријавува таа потрошувачка и со тие диви приклучоци се прави проблем на тие што не прават никаков проблем во системот. Така. Значи имаме жалби од одредени реони во Скопје, токму заради диви приклучоци и велат ја претходно кафето го варев за 5 минути, сега го... Тоа значи во зградата може да се одрази, може да се одрази и на други потрошувачи, апсолутно. Добро.
Господин Бисливовски, зашто сте вие надлежни во оваа енергетска криза за која сите говорат, ја најавуваат? Дојде ли енергетската криза или ќе причекаме уште нешто денови, недели за да навистина дојде? Значи, согласно уредбата која што беше донесена минатата недела, на вчерашната седница владата прогласи електроенергетска криза во период од 30 дена. Значи, ние во тој дел имаме наш представник во комисијата која што е формирана согласно таа уредба и надлежностите од гледна точка на прогласување енергетска криза ние немаме никаква надлежност. Нашите надлежности се пред се во мониторинг на пазарот на електрична енергија и тоа што сме го имале, што сме го забележале врз основа на комуникација, дописи и состаноци организирани со електроенергетските компании, што сме воочиле, сме побарале да реализира. Значи, конкретно за електроенергетскава криза немаме надлежност, но последиците понатака преку цени на електрична енергија, зголемени намалени трошоци, пак ќе паднат на наш грб. Тоа сакав да ве прашам. Од владата објаснуваат дека оваа кризна состојба всушност е, ајде така да кажем, повеќе фискална операција за да префрлат пари на компаниите кои што треба да набават електрична енергија, бидејќи за да платат тоа, бидејќи во буџетот има резерви, ама не се распродени, алоцирани по тој принцип, а од опозицијата со право, бидејќи тие не треба да го пропуштат секој момент за критика, нели велат дека еве само што не почнале рестрикции за граѓаните. Каде е тука вистината? Значи, точно е, електроенергетската криза е прогласена пред се за да се овозможи ЕСМ и МЕПСО да добијат дополнителни средства од буџетот со цел да се ја стабилизираат својата финансиска состојба и да се подобрат финансиската ликвидност. Значи, кога збориме за рестрикции. Рестрикции се случувале во Македонија во 2012, кога беше исклучено јавното осветлување, имало во 90-тите, 80-тите, да. Така е, кога се при крај биле со пуштање блоковите во Битола, но сега во оваа ситуација имаме ние либерализиран пазар на електрична енергија. Значи, кога се обезбедува електричната енергија во државата, се обезбедува од домашно производство, какво е такво, колку е од домашно и од увоз. Сите потрошувачи кои што се на слободен пазар се обезбедуваат електрична енергија од нивните снабдувачи. Сите тие снабдувачи увезуваат електрична енергија негде од соседството. И пазарот на електрична енергија има своји специфики. Значи, снабдувачот мора од неговиот добавувач од средство пред време да ја плати електричната енергија. Тоа сме го разговарале многу пати. И доколку има рестрикции сега, така, овие снабдувачи ќе нема потрошувачка на електрична енергија на некои нивни потрошувачи и снабдувачите ќе се доведат во ситуација не по нивна вина, набавената електрична енергија да не може да ја продадат, тоа се големи и сериозни пари. И јас сум сигурен дека во тој момент снабдувачите со електрична енергија ќе кажат: "Е па добро, не ги снабдуваме овие во Македонија, таа електрична енергија ќе ја продадеме на друго." И тогаш ќе имаме уште посериозни проблеми со дебалансите. Така да ја не верувам дека рестрикцијата е решение, напротив може да предизвика дополнителни проблеми. Но во јавноста, во изминатиот период, се јавија доста шарлатани и дилетанти, кои што не ни влегле во диспечерски центар, не знаат што е тоа, кои што по разни институции поднесуваат лажни документи и сега тие почнуваат да кажуваат: "Те рестрикции, па струјата ќе поскапе 100%." Па ќе слушне нешто: "Не 100%, следниот ден вика 20-30." Па друг муабет ќе чуе. И такви се тоа. Мене ми е криво што одредени медиуми, мејнстрим медиуми во државата им даваат простор на такви шарлатани и дилетанти. Ама тоа е тоа, ќе дојде денот, ќе заврши кризата. Не сум ве видел вака извадено так, предпоставам. Па морам да бидам, не ги следам сите изјави, гледам дека имате... Во време на криза мора да се покаже солидарност и да не се шири паника. Кризата, или сите ќе бидеме победници, или сите ќе изгубиме. Нема трето сценарио. Има трето сценарио. Тие што ќе изгубат да бидат заменети од овие што мислат дека ќе победат. Не. Со тоа, со тоа ќе изгубат пред се граѓаните, ќе изгубат потрошувачите, односно македонската економија. Од тој аспект кажувам изгубени. Така.
Господин Веселиновски, што покажуваат вашите следења на пазарот? Прво, пазарот на производство, па трговијата со енергијата и така натаму. Колкав е падот на производство на македонските капацитети за енергија производство и на што се должи тоа? На недомаќин лук, на временски погоди, на светска економска криза, енергетска криза? Каква е вашата проценка? Каде тука се движи тој дисбаланс, да кажем? Значи, во одреден период од годината, негде во август, имаше проблем кога на неколку снабдувачи во нашата држава, нивните добавувачи од надвор, најмногу од Бугарија, им ги раскинаа договорите и ги доведе во една непријатна ситуација. И во тој момент... Само се извинувам што ќе ве прекинам. Врзани сме посебно со Бугарија заради некакви енергетски, како да кажем, техничко-технолошки прашања или просто заради бизнис врски помеѓу македонци и бугари во бизнисот? Не, во однос на електричната енергија, Бугарија поседува вишоци на електрична енергија, се уште има нуклеарната електрана и е еден од поголемите извозници во регионот. Тоа сакам да расчистиме за да Романија и Босна и Херцеговина имаат вишоци на електрична енергија и продаваат. Сега во однос на... И значи тоа беше првиот проблем кога снабдувачите им ги раскинаат договорите. Следно што се случува сега намалено домашно производство пред се од ЕСАМ. И за тоа има повеќе причини, значи сега да не ЕСАМ е во лоша ситуација и таа ситуација ќе треба подолг период за да се стабилизира. Инаку, од аспект на домашно производство, тоа домашно производство си има свој тренд на намалување, пред се затоа што нашите термоелектрани се стари, може би се били несоодветно држувани, исто така јагленот кој што го имаме со се полош капацитет, и сето тоа доведе во една оваква ситуација да имаме нестабилно домашно производство на електрична енергија. Исто така и последниве 2 години горе-долу имавме лоша хидрологија и имаме една ситуација сега да... Perfect storm, што ви кажат, перфектна бура. Токму така, но нема време за плачење. Сите надлежни кои што се одговорни за производството, треба сите можни механизми кои што им стојат на располагање да ги превземат и да го подигнат домашното производство на електрична енергија на соодветно ниво. Бидејќи најдобро е да си имаме домашно производство и така да ги решаваме проблемите. Добро. Доаѓа еден период, гледам дека не ја спомнувате и светскава глобална, да кажем, енергетска криза и така натаму. Тие трендови ќе се влошуваат или ќе се смируваат, што ни доаѓаат од страна? Според тие информации, анализи што ги гледаме од вистински експерти, од консултанти кои што работат за сериозни берзи, некаде до средината на следната година не се очекува намалување на цената на електрична енергија. Значи, како репер да ви кажем, ако цената на пазарот во Македонија во мај беше 60 евра, денеска цените достигнуваат и 200 евра за мегават час. Значи, тоа е огромен скок. Огромен скок кој што трае премногу долго. Значи, ова пред се започна како ценовна криза во Европа и понатака таа се одрази и на производството на електрична енергија насекаде во Европа. Забележувате нервоза кај наши дистрибутери на енергија? Не реферирам само на оној инцидент што го имате и така натаму, меѓутоа што прават, како се снаоѓаат? Има најави за почнавте овој разговор и го почнавме со тоа дека може да кажат добро, тогаш не ви ја продаваме струјата тука, ќе ја продаваме надвор и така. Сега... Што е состојбата? Колку компании се такви воопшто во Македонија? Колку ги имате? До сега беа до некаде до август беа 13 активни снабдувачи со електрична енергија и потоа бевме една од ретките земји во регионот која што има 13, не ретка, единствена земја. Кај другите се помалку. Се многу помалце и кај нас реално имаше конкуренција. Но оваа криза и секој снабдувач си има своја стратегија, колку ќе купи електрична енергија, по која цена продава, како продава. Трговија е тоа, како се друга, ризици, инвестиции и така. Најверојатно не обезбедиле електрична енергија на време, а склучиле договори по пониски цени, кога почна наглиот раст на цените на електрична енергија, беа доведени во ситуација да раскинуваат договори со нивните потрошувачи, кои што одат кај снабдувачот во крајен случај и се заштитени со од аспект на
снабдување со електрична енергија. Во овој момент има електрична енергија и во регионот, и во Европа, но проблемот е што цената е превисока и сето тоа предизвикува понатака и се одразува на зголемени трошоци на компании, кои што компании понатака ги зголемуваат своите производи, како што гледате сега во Европа и кај нас имаме пораст на речиси се. Господин Бислимовски, профитабилна ги е? Колку е профитабилна таа работа со трговија со енергија? Што е профитот годишен во Македонија за тоа? Па со тие Пошто ги видовме сумите што се појавува, да ви се сврти глава. Сумите се високи, но маржите се ниски. Затоа Значи, трноверот е голем, но маржите се ниски и исто така и во 2017 година се случи набавната цена на сите снабдувачи во државата да е пониска од продажната. Се разбира дека понатака тоа се промени и си остварува поголеми профити, но тие некаде се 1, 2, 2,5% од нивниот вкупен приход. Турновер. Така да не станува голем е обртот, маржите се ниски на слободниот пазар. Тоа се годишно во Македонија може да се предпостави меѓу, да речеме, 20 до 50 милиони евра профити? Не, помалку се, бидејќи се... По 20 сака да кажа, се обидувам цифрите да ги свртам во глава. глава. Енергетскиот сектор, цената на електричната енергија во државата е најосетлива за секој, ќе се каже, а граѓаните не се бунат за профитите што ги остваруваат во телекомуникацијски сектор, банки што остваруваат профити, а овамо во енергетскиот сектор имаме компании кои што работат со минуси, но тоа е тоа. Така е. Спомнете го овдека банките кои што неверојатни профити прават и така, тоа одмаш ќе ви рипнато на Сдружение на банкари начело, да не кажам за кој два тројца, и ќе ви се закачат да секоја сметка да изимаат меѓу 10 и 30 денари, 33 беше последното што го гледав, за просто што ќе се наспеат од другата страна шалтерот. Марко Бислимовски, благодарам. Ќе се видиме ние повторно. За крај да ве прашам само сега разни прогнози ќе расте цената на електричната енергија, нема да расте. Вие велите дека до нова година такво нешто нема? Нема промена, да. Потоа ќе разгледувате наново? Чекаме МЕПСО и електродистрибуција да распишат тендери за набавка на загуби на електрична енергија. Ева на Хоум да распише тендер за набавка на неговите потреби, за потребите на домаќинствата. Да видиме на тој тендер колкави количини ќе обезбеди ЕСМ, колкави количини по која цена и дали ќе има потреба од увоз. Кога ќе ги соберат овие податоци компаниите може да кажат во ред, немаме проблеми, ќе продолжиме со истите цени. Може да достават барање до регулаторната комисија за енергетика, сосема возможна опција е владата да каже да ќе помогнам ја заради зголемени трошоци за набавка на електрична енергија, па да не поднесат барање. Така да сочекаме ситуацијата, да видиме на што се подготвени компаниите. Се смешкам помалку, бидејќи може вие 10 пати во месецот да намалите цената на бензинот и на дизелот, ама ако ќе покачите за 0,5 денари, сте главна вест. Така е. Што беше последно? Се намали, ако не се намали. Да. Ништо, тоа помина вака. Тоа е најнормално. Да. Најнормално. Ама секој ќе рипне 1 денар по литар, е катастрофа. И со разни сценарија. Зашто? А едноставно е колку е цената на берзата, колку е кај нас. Марко Бислимовски, благодарам за ова утриско. Малку и да се посмееме, па се... Така треба. Ако прогласиме крај на светот преурадето, може да биде голема грешка. Благодарам и за ова гостување. Ќе се видиме ние и кога ќе биде таа дилема дали ќе се покачува или не цената, ќе разговараме.